Студените за 27 април, јас ќе ви помогнам. Многу добро се сеќавам дека со кебиња седеле во зима, и тоа по 4-5 кебиња за да може да се стоплат. Имав прилика да разговарам со нив, токму во зимските месеци, кога, ги видов условите какви се каде што се. Тоа е втор пример, значи, каде што трпат дупла казна. Значи, она што е судската и ова е другата човечката, одnosno нечовечката да ја наречам. Директорот од затворот, од управата. Да, тоа е голема веројатност дека нели станува збор за политички мотиви, пошто кај нас гледате дека најголемата тензија расте при секоја промена на власт и очекувањата кај граѓаните се да видиме секој ќе биде следен, притворен, уапсен, осуден и така натаму. И веројатно тоа име мотивот кај секој една власт зошто не се зафаќа да ги подобри условията во затворите, затоа што смета дека владењето ќе трае вечно. Мене нема да ме фати да завршам таму. Да завршам таму, таа рака нема да ме допре, меѓутоа овие сега што треба да одат, нека го осетат најлошо. Јас затоа реков на самиот старт, најубаво кога ќе даваат заклетва во собрание, еве да кажеме пратениците и министрите, истиот ден да се заминат до Шутка или до Идризово да видат како е, па тоа мислам дека треба сите носители на јавна функција да го осетат, веројатно затоа што кога ќе видат со сопствени очи колку е брутална состојбата таму, верувам дека кога ќе излезат, ако преноќат една вечер таму без телефон, без никакви привилегии, ќе се чувствуваат благословени кои ќе се вратат во она што го имаат во моментот. И нема да помислат воопшто на некакви злоупотреби на службена положба или пак крадење и така натаму.